Тука сме од 27 август. Нашата канцеларија ја основавме во Скопје со клучен тим од 13 експерти. По една седмица ни се придружија 20 долгорочни наблюдувачи, а минатата седмица уште и кусорочните наблюдувачи. Вчера имавме стотици тимови излезени надвор кои што ги наблюдуваа процедурите на денот на гласањето. Приближно 200 наблюдувачи во 100 тима од по 20 најчесто. Наблюдувавме се од отворањето на гласањето, се до затворањето, пребројувањето и сумирањето. Како што знаете, нашата мисија тука е иста како и сите мисии за наблюдување на ОДИР, да се оцени референдумот во однос на неговата усогласеност со принципите на демократските процеси, обврски што ги имаат преземено сите земји членки на ОПСЕ и другите меѓународни стандарди и обврски за демократски избори. Нашите наоди го отсликуваат она што се случи на денот на референдумот, но исто така зборуваат и за законската рамка, за администрацијата, за регистрацијата на гласачите, финансирањето, самото водење на кампањата и медиумите. Имавме систематски мониторинг на национални радиодифузери. Би сакал да заблагодарам на сите што придонеса. Се сретнавме со бројни соговорници во Скопје и широм земјата. И особено би сакал да се заблагодарам на парламентарното собрание на Советот на Европа и на Штефан Шенах за нашата соработка. Работевме на изјавата заедно изминатите неколку дена и многу ми е мило што можам да кажам дека презентираме усогласени заклучоци. Нашите заклучоци ќе ги најдете во нашиот извештај, во нашата изјава за прелиминарни наоди, така што сега не занема да ја читам. Туку ќе ви дадам само некои од главните поенти. Најнапред, денот на референдумот беше генерално мирен и добро организиран, а постапките се водеа професионално и транспарентно и непристрасно. Кампањата за референдумот беше мирна и генерално активна широм земјата, а слободата на собирање, здружување и изразување беше почитувана. Администрацијата беше непристрасна и генерално ги почитуваше законските рокови. Комисијата ДИК одржуваше состаноци кои што беа ефикасни и колегијални, меѓутоа не достигаше суштествена дебата за клучни прашања. Комисиите на пониско ниво генерално работеа професионално и ја уживаат довербата на локалните чинители. ДИК водеше кампања за информирање на гласачите, која што ја нагласуваше слободата на изразување наместо да поттикнува на излезност. Содржината на договорот за кој се однесуваше референдумот беше недоволно објаснета. Медиумите главно го наполнија ова, нудејќи информации за референдумот и овозможувајќи им на гласачите да донесат информиран избор. Медиумите им понудија на гласачите обсежни информации поврзани со референдумот. Рекламите за кампањите редовно се емитуваа на приватните медиуми. Јавните медиуми не беа обврзани да обезбедат бесплатно медиумско време
И имајќи предвид дека немаше активна кампања против во комбинација со кампања бойкот која што се водеше главно на социјалните медиуми, содржините од кампањата за јасно доминираа кај сите радиодифузери. Повеќето мониторирани ТВ канали организираа специјални програми кои што даваа пошироки информации за поширокиот контекст на референдумот. Дозволете ми само да споменам уште неколку прашања. Најнапред, законската рамка. Законската рамка за референдумот не е ниту сеопфатна, ниту усогласена, ниту пак ги опфаќа сите аспекти во доволна мерка. Законот за референдум ги пропишува основните правила за референдумскиот процес, меѓутоа не се разработени некои суштествени аспекти, како што кажав, ДИК се обиде да ги покрие овие прашања преку своја регулатива, но тоа покрена прашања околу регулаторните овластувања на ДИК. Неколку збора за избирачкиот список. Како што сигурно знаете, ова е прашање присутно веќе долго време, идентификувано и во претходните извештаи на ОДИР и на Парламентарното собрание на Советот на Европа, а останува и натаму нетретирано. Дури ако е ова можно релевантно, меѓу другото и за прагот на излезност, забележуваме дека во тек на нашите разговори во изминатите седмици, ова не се наведуваше како голема причина за загриженост од страна на нашите соговорници. Потоа, само уште една завршна поента. Законската рамка пропишува наблюдување на референдумот од страна на меѓународни и граѓански наблюдувачи. Предлагачот на референдумот, во овој случај Собранието, има право да назначи наблюдувачи на избирачките места, но се реши тоа да не го стори. А на политичките партии не им беше дозволено да наблюдуваат надвор од тоа што ја намали севкупната транспарентност на референдумскиот процес. Во многу случаи воучивме дека акредитираните граѓански наблюдувачи не успеваат да се идентификуваат и се чини дека беа поврзани со политички партии. Како мисија на ОДИР ќе останеме во Скопје се до 13 октомври, што ќе ни даде можност да го следиме и постапувањето по приговорите